Gjatë kësaj jave përsëri do të evakuohen qytetarët e Maqedonisë nga vendet e lindjes së mesme pasi dje 151 persona u transferua në vend, përfshirë edhe shtetas të huaj. Ministri i Punëve të Jashtme Timço Mucunski informoi se aktualisht në Dubai ndodhen edhe 430 qytetarë nga Maqedonia dhe një fluturim i veçantë do të organizohet nga vendet e tjera. Prioritet, tha ai, se kanë nënat me fëmijë dhe ata që nuk kanë qëndrim të përhershëm atje, që do të thotë se ata që kanë qenë turist. Во моментов во оваа земја се евидентирани уште од прилика 430 македонски државјани, а во текот на оваа недела од Дубај се планирани уште 2 лета. Во Доха се евидентирани 162 лица, од кои 89 изразиле подготвеност за евакуација. Во Кувајт се пријавени 36 лица, во Бахрейн 15 лица, а во Кралството Саудиска Арабија 5 лица. За нив е предвиден организиран транспорт до Ријад како централна точка за собирање, пошто во текот на оваа недела ќе следува директен лет. Mucunski vuri në dukje se rreth 14 persona që duheshin të vinin me fluturimin e djeshëm nuk u paraqitën në aeroport. Për të shfrytzuar kapacitetin e plot të fluturimit në momentin e fundit përmes përfaqësisë konsullore, u thirrën qytetarë të tjerë nga Maqedonia që prisnin transferimin e tyre në vend. Тоа е неодговорен пристап пред се, бидејќи се работи за безбедност на граѓани, има други граѓани кои што чекаат. Затоа апелирам до нашите граѓани. Сите кои што бараат евакуација, а кои што до сега не контактирале, во најбрз можен термин да ги контактираат нашите дипломатски конзуларни представништва, а доколку некој и се предомисли, и тоа е легитимно право, доколку одлучите да останете во тие држави, исто така навремено да не информира. Dje në aeroportin e Shkupit mbërriti grupi qytetarëve të evakuar nga Dubai, disa prej të cilëve ishin në viza turistike. Во еднонеделна посета, првиот ден кога стигнавме започна ситуацијата, прилично безбедно беше таму, меѓутоа се разбира непријатно, поготово кога си на туристичка посета заедно со деца. Планирав да поседам некое време во Абу Даби и во меѓувреме почна бомбардирањето и сите тие работи што се случува, се организиравме преку амбасадата, ги контактиравме во амбасадата, не внесува во евиденцијата, не побара за кога имаш организиран лет. И така, еве сега срекни сме, стигнавме тука. Бевме во Дубај, сместени на марината. Ситуацијата беше така и така, мислам, кој не е научен на тоа опасно беше. Transportimi i qytetarëve nga zonat e krizës së lindjes së mesme, siç informoi ministri Mucunski, është falas, sepse siç theksoi ai, në këto situata institucionet kanë detyrim të ndihmojnë.